По вчерашната реакција на телевизија Кочани дека во екстремните услови во природата кои ги карактеризираат замрзување на водите, температури од околу минус 20 степени Целзиусови и снежна покривка, сериозно е загрозен дивечот, денеска концесионерот на двете кочански ловишта Текстил од Скопје повика да се регистрира како нивни вработени секојдневно вршат прехранување на полскиот и планинскиот дивеч. Секретарот во канцеларијата на скопскиот концесионери ловци волонтери оставаа зрнеста храна за полезниот дивеч на тромеѓето меѓу селата Облешево, Теранци и Подлог, каде во близина меѓу другото има и ниви посејани со есенски житарици, наменети исклучиво за дивечот. Па ние го прихрануваме со зрнеста храна, односно во ловиштето број 6 Подлог го прихрануваме со пченица, додека во ловиштето број 5 Бање фрламе компир втора класа, пченка и помалку пченица. Инаку прехранувањето на дивечот е законска обврска на ловните здруженија и концесионери, која се применува во зимскиот период и особено во вонредни услови како актуелните. Според ловостопанските основи имаме обврска 60 дена во годината да прихрануваме. За сите тие 60 дена треба да потрошиме некаде околу 2 тони храна, но во зависност од временските непогоди, оваа година ќе мораме да фрлиме многу повеќе храна, затоа што температурите се ниски и снегот е многу длабок. Паралелно со прехранувањето, концесионерот ја следи состојбата со дивечот и се грижи за сеопфатна заштита на дивечот. Ловот и отстрелот се строго прецизирани и плански, за да не се наруши природната рамнотежа во ловиштата.